Здраво, како си? Добро? По дома? Живи здрави? Супер. Ти што не ме знаеш, здраво. Јас сум Гоце, графички дизајнер. Едно 15 на години работам како графички дизајнер. Еве сега малце на YouTube да видиме што се дешава тука во овој свет. За почеток, голема фала до Митко, првиот сабскрајбер на Patreon. Фала ти, Митко, за поддршката на Patreon. Сите други бидете како Митко, направите една поддршка на Patreon за да инвестираме во овој подкаст, да има боле камера, боле светло, боле ствари и тоа. Денес ќе правиме нешто што се вика дизајн на пакување. Нешто налик основи на дизајн на пакување. Ова ми е проект кој што сакам да го разработам, нешто како некоја идеја е некој најдобрите јадења од Македонија спакувани и направени во форма на, не знам, поздрав од тој град да биде и така да се продаваат. Ќе видам, уште го работам целиот концепт, уште го разработувам. Ете, супер прилика да си направам, да си најдам контент и да направам видео кое што со надеж ќе ни помогне на сите. Составив нешто преска, некој бриф напишав. Значи почнуваме школски да го работиме дизајнов, со тоа што пишувам бриф како да сум клиент, значи од страна на клиентот што сакам да добијам. Од брифот вадам клучни зборови кои што ќе ги користам како дизајнер, за од тие клучни зборови јас да направам moodboard и да направам inspiration board и потоа влагаме веќе во процесот на дизајн. Сега ќе биде малце и побрзо можеби, се што ќе ти треба, се што не ти е јасно, па ќе ти кажам слободно само пиши и ќе ми биде мило и чест да ти одговорам. Да почнеме. Креативен бриф за пакување на производ домашни јувки. Прво разгледав, знаеш, као викам што се прави, како се прави, викам ај јувки, не секој има дизајнирано такви ствари, а тестенини се убави ствари, може да се прават у што ти душа сака, у која сакаш форма да бидат. Ми се виде како интересна тема за работа и затоа седнав да ја работам. Идеме вака, значи, опис на проект. Ова е, рачунај, од клиент. Од прилика ова е некоја, па да кажам, атрофирана верзија на бриф. Поточно, што е тоа што треба да се достави кон дизајнерот, кон маркетинг агенцијата, кон креативна агенција, зависи со кој работиш. Опис на проект домашни јувки е производ тарарам, парарам. Јас сега ги болдирав овие за да си направам идеја во глава што точно клиентот сака да каже и да одвои, значи као key поинти на кои што јас отпосле ќе можам да направам кратко сиже за мене лично. Прв продукт од портфолиото кој што ќе се продава единечно. Сега, тоа е, значи, они имаат веќе работат, компанијата работи веќе долго време. Ова сега го замислувам, фиктивно го зборам, нема име компанија, јас си го измислив ова. Компанијата работи веќе некое време, продуцира разни тестенини, но ги продава во големи вреќи на рефуси, сидеш ти на пазар, у маркет си зимаш, знаеш, дај ми пола кило јувки. Компанијата сака да направи нов продукт кој што ќе биде спакуван убаво, бла 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 бла. Целна група. Нели, многу битна работа за на кого му го продаваш производот, зашто не е работа само да го направиш, а ако утнеш на кого го продаваш, тие нема ни да го купат и нема да имаш продажба, така? Са целната група, не би сакале да вознемируваме постоечката група на луѓе кои што веќе купуваат, кои што прават све тоа што треба. Туку е за млади, модерни луѓе од 25 до 45 години, кои што јадењето, готвењето го гледаат како хоби, како уметност, нешто што ги опушта. Проблем со кој што се соочува, е многу битно прашање да се постави секој на секој клиент. Кој е тој проблем што го гледаш? Може би е финансиски проблем, може би е технички проблем, не знам, кутиите им се ваква димензија, таква димензија, па да се снајдеш. У ова сценарио, клиентот нема никаков проблем, освен што му е страв дека ќе прави нешто ново, што е многу нормално. Специфични барања немаат, тарара парара. Сега, сумирање на брифот. Ова си го правам за мене, значи, у кратки црти да си го преведам брифот према себе. Значи, кога идеш у агенција, кога работиш, доаѓа бриф од клиент до акаунт, и акаунтот заедно со креативниот директор треба да седнат, да го средат, да го соџвакаат брифот од клиентот, тоа што мисли клиентот да каже, и да ти го објасни на тебе у кратки црти зашто твојот memory span и attention span пиперутка здраво. Лета мозок. Нема толку многу фокус. Прв производ кој што ќе се продава во мали пакувања
но со ист квалитет. Треба да се пази кога ќе се прави дизајнот, за да може лесно да се адаптира за други производи. Што значи ова? Као што зборев у претходниот стрим за лого дизајн. Значи го правиш логото, ама во глава имаш идеја дека треба да се прави уште нешто со логото и уште нешто со логото и уште нешто. Истото и ова. Правиш концепт еден во кој што ти дизајнираш првиот производ, ама на ум чуваш дека само со промена на фонтот, тоа е со промена на зборови и со промена на слика и боја, ќе добиеш некој си нов продукт. Сваѓаш, а ќе бидат исти кога ќе ги ставиш еден до друг, како иста мајка да ги родила, знаеш. Не можеш да ги правиш ова да биде вакво, ова да биде вакво, ова да биде онакво, тоа е хаос. Конзистентност во дизајн. Колку да го правам дизајнот модерен, мора да се запази дека со прифатлива цена, ефтин, премиум, мање, више. Што значи ова? Јувки како јувки се продаваат не знам за која икста цена и нешто е ситна цена, така, според мене. Мислам, појма немам, одамна не сум купувал јувки. Не треба кога ќе ги видиш на полица да те исплаши дека е скап производ. Сваќаш? Значи треба да изгледа она down to earth, што би се рекло. Имање предвид дека производот ќе се рекламира по социјални мрежи, ова го извадив од моментот дека целна група ни се 25-45. Луѓе кои што седат по Instagram, Facebook, TikTok и гледаат, нели, short form контент, само листа и ова треба да искочи пред да го лиснеш да ти фати око тебе, некако како дизајн, како реклама. Па ќе кажам, увек мора да размислуваш многу понапред од тоа што го дизајнираш во моментот. Треба да мислиш на пласирање на производот, треба да мислиш на како ќе се продава, како ќе биде прифатено. Сето тоа мора да го смислиш ти пред да започнеш со работа. И доработиш, нели? Неоткриена територија не е проблем, туку е предност, тоа е факт, зашо нема веќе некој поставено стандард. Стандарди од типот на, не знам, Apple што ги спроведе стандардите за тоа како треба да изгледа секој смартфон. Порано телефоните изгледаа различно, сега телефоните сите изгледаат исто, голем црн екран. Тоа го направи прв Apple и оттаму сите го превземаат тој тренд. Нашата предност е дека ќе бидеме први што ќе направиме дизајн и потоа сите ќе се адаптираат, значи конкуренцијата ќе почне да се нафаќа на твојот дизајн и ќе почне да прави сличен дизајн како твој. Одврзани раце не значи играње кур, туку давање се од себе. Не значи дека ако клиентот ти каже прави што сакаш, ти треба да правиш што сакаш. Значи zero effort, ајде да ставиш. И за крај мотивацијски говор од мене за мене, па ќе се заработи и не паламуди. Сега, да не паламудам, јас земав го направив ова мал ресерч направив и си ставив некои си поинтери. Значи, јувките на Cam Gusto, ова е нивен бренд, кој што си го имаат, личи нешто на нормален дизајн. Мене повеќе ми личи на чипс, него на јувки, но, добро, има нешто у него. Не знам, некако ми привлече внимание, тие 3 секунди, по тие 3 секунди го фатив дизајнот и викам, аха, добро, ова личи на нешто. Ево го се, проблемот, традиционално пакување, пазарско, така кажано, грубо речено пазарско, нели, ставено во огромна кеса, декларација стајана со баркод, рок на употреба, тоа е тоа. Истиот производ еве го пакуван за во маркет, кај што треба да изгледа покултурно, повака, потака, па гледаш направено е на транспарентна фолија, па штампано е на фолијата. И ова е само да се разбере таа графичка дистинкција помеѓу продуктот. Значи, продукт плейсмент, кај го ставаш продуктот ти. Ако го ставаш на ангро, на големо да се продава, ќе изгледа вака. А ако го ставаш на мало да се продава со малце повисока цена, нели, зашто е на мало кошта пакување све, го правиш вака. Тука ова ми е чисто само да си направам ја една дистинкција за тоа. И еве ги тетовски домашни макарони, домашно фиде. Ова е конзистентноста во дизајнот. Изгледа окей, вака кажано, значи има конзистентност, сегде на исто е направено. Сега добро, ја овие текстовите би ги направил вака закривени малце да бидат, зашто нели, ова сега има ваков некој пат, а текстот иде fucking право. И ми се коси со реалноста, но тоа е што е. Ми се свиѓа, еве ти,
ова е помаранџесто, да се двои скроз јуфката, а усари посни се помаранџести, 9 минути, гледаш се напишано кој што треба. На база на овој ресерч, што го направив ја, од него си направив и мудборд. Што е тоа што мене ме вози да, значи, мудборд е инспирација. Зимаш од интернет, гледаш ствари кои што се правени и си ствараш мудборд со тоа. Прво што ми дојде ова цврсто пакување, рециклирана хартија, знаеш, сега модерно е, нели, рециклирано, се грижиме за светот, ама не е битно што Тейлор Свифт оди по цигари со авион, битно ние ќе пиеме сокчиња од хартиени цевки што ти се распаѓаат во уста, бла бла бла. Ама од прилика нешто што ми се свиѓа, значи, ми се свиѓа овие крупчиња ми се свиѓаат тука, што нели се како бабелинг од тенџерото па до горе и шпагети и се гледаат, нели, дупката е направена, нутритивните факти напишани во исти фазон, конзистентност во дизајнот, значи како изгледа убаво направен, конзистентен дизајн за различни типови на производи на паста што ги имаш. Значи, без разлика на висина на ширина на производот, се знае каде стои траката, каде текстот, фонтот, се да си биде на исто место ставено сегде, значи буквално она направено од А до Ш како што треба, како што личи. Ова ми се свиѓаше највише зашто е во една боја направено. Значи кога работиш печат, секогаш размислуваш дека треба да се печати у 4 бои, нели? Цијан, магента, јелови, кармон. Тука е направена само една боја за печатање, што е многу добро. Кратиш на кост за печатање. Значи правиш штанца, штампаш една боја и само менјаш так. Нема замарање, и многу е поевтино, наместо да штампаш 4 плочи, ти штампаш само една плоча. Убав е дизајнот, но пак ќе кажам, не е реална екзекуцијава, поточно презентацијата, затоа што во овој дел тука мора да има кеса и мора да се гледа над кесата. И сега ова ради фотографирање е направено вака, може и се залепени овие за да стојат кој што треба. Ова е, нели, и воздух на дворешно влијание не изгледа вака во реално издание. Значи кога би стоело на полица ова нема да изгледа вака, затоа што не смее прво. Не смее производот да биде изложен на надворешни влијанија. Се рачунај у магазин стои тоа. Колку прашина и колку глувци ќе го издаде, знаеш? И размислуваш и на тие ствари зашто е многу подобро е да пред време да ги осетиш проблемите, него после тоа да се чешаш кај што не те чеша. Барила ги ставив чисто за пример за тоа што секој производител на паста сака да види од неговиот бренд, знаеш. Ама едноставно не можеш да бидеш барила ти, затоа што не си барила. Сваќаш? Барила постои 3000 години, има толку комерцијален дизајн, а толку е премиум и толку премиум се наплаќа ради квалитетот кој што го има внатре. Таа замисла која што имам у глава, овој дизајн ми е од прилика најблиску до тоа што сакам ја да стигнам. Ова е штампано со две бои, значи жолта и оваа темно плава. Штампано е на картон, на крафт пейпер рециклиран, ова е некој стикер само уствари направен. Така го имаме ова. Ова ми мене почетокот на работа на дизајнот, значи подготовките за дизајнот се многу побитни од самиот дизајн, затоа што без добра основа, без добра подлога не можеш да направиш ништо кој што треба. Ова го нацртав на база на тој мокапот што го ставив. За мокапот имаме само предна страна и задна страна, тоест предна страна оваа, задна страна е оваа. Затварачот, странициве, долниот дел си ги нацртав ја, за да чисто да си имам предвид како ќе изгледа целата кутија, за да може да направам некој преломи преку кутијата, за да биде пофраерски. И многу е убаво секогаш кога работиш посебно пакување, да имаш дефинирана димензија на кутија, финален продукт да имаш ти затворена кутија и расклопена кутија. Ова е расклоп, кај што ќе знаеш точно у кои димензии треба све да начукаш, за да не биде после ова не може вака, ова мора полево, ова мора подесно. Мора да работиш точна димензија 1:1, зашто секој милиметар е битен во кутијата, зашто кутијата не можеш да ја преправиш ти. Мислам, можеш, ама тоа ќе качи повеќе на цена, зашто претежно луѓето, компаниите кога купуваат
машини за пакување, такозвани пакерици, ги купуваат со некој си калап претходно направен и знае дека у тој калап ќе добие он продукт кој што треба. Сваќаш? И не може да си играме ние, не, ова ќе биде 5 мм полево, подосно милиметар не смее да мрдне, затоа што ова доаѓа расклопено, машината го склапа, го лепи, го полни и го праќа у продавница. Си го префрлив мудбордот тука, чисто за да гледам што ќе се дешава. Еве, драфт идеи и елементи за имплементација и овие од тука, значи тука ќе си цртам ја, не знам, вака на диво, ова тука вака се јувките, нешто вака, ова ти она, тоест овој ќе е вака, печење, тоа е за варење, колку треба да се варат, нешто. И сега ова го ставив чисто онака зашто имам некоја идеја во глава што сакам да направам. Исто така сакам да направам да нема повеќе од две бои. Ќе одев со една боја, ама проблемот со една боја е секогаш баркод, декларација. Значи баркодот мора да е читлив, мора да е некоја темна боја, мора да е темно плава, црна, кафеава, жолта, зелена и црвена не смееш во никој случај да користиш. Црвена најмалку зашто нели баркод читачот е црвен и нема да го отчита баркодот кој што треба. Црна или некоја темно плава. Две бои идеме тука вака, пап. Треба да ги најдеме двете бои и сега да почнеме да работиме. Ја не сакам да користам фонт, сакам да си го нацртам сам фонтот. И сега прво нешто што ќе правиме, place на фотката. Ја ставаме фотката тука, да видиме како ќе личи. И сега некој сигурно ќе се запраша, ама како тоа ќе ставиш фотка, која што е у моментов е RGB, исто и тоа мора да пазиш цело време кога работиш, мора да пазиш директно да средуваш и фотки и све што треба да бидат направени на време, прикладно спрема дизајнот. Значи, оваа слика е RGB. И сега првото прашање кое што би си го поставил јас сам на себе е како оваа слика од 3, поточно ако иде у принт ќе бидат 4 бои, кој треба да се конвертира во Photoshop, како да ја направам да биде во една боја. И тоа е многу лесно. Тоа е еден трик кој што го научив сега. Ова правиме вака, да извадиме, да ставиме некоја боичка тука, да биде чисто, нели, да имаме боја која што ќе ја менуваме по потреба од дизајнот. Боичката ќе се гледа поише. И сега како да го направиме ова да биде во некоја нормална, мислам, како да се изведе во една боја. Editing Photoshop, сликата е RGB, правиме grayscale, black and white поточно, си играме малце тука со боичките, која сакаш, кај сакаш сега, да не ја заќумуриш волку као тука, тоа гледај увек да има текстура од сите страни, зашто текстура е најбитна ствар. Сакаш, ако нема текстура, нема да се познава што е. И нели цело време експериментираш и и на крај ќе доеш до некој решение да му ја мата. Така, сега да не е вака е птен изгледа као цревца оние гумени бомбони. Така, окей. Image mode grayscale. Тука гледај леерот background, значи да е заклучен, флетен да е се. Пац канали, еден канал има само грей. Ctrl Shift и S, наместо JPEG ја правиш TIFF, LZV compression, окей. Сега тука правиме replace, ја ставаме на исто место си и сега пази ја фрала. Бум, плави. Сакаш помаранџасти? Бум. Ова е една боја. Ова што го гледаш тука е испечатено во една боја. Имаш една боја. Multiply, пак е една боја. Си завршил работа веќе. Значи ти ама го добиваш и овој момент. Ова како се решава ќе го објасниме наскоро. Или во друго видео, ако е многу долго видеово, после за припрема за штампа ќе го може да го направиме, ќе видам како ќе тера видео. Сега за да кажем дека ќе биде бел. Јас сакам да направам кастом фонт за овие јувки. Не сакам да биде испишано со фонт. Него сакам да направам нешто кастом што ќе му даде некаков печат дека е рачно правено, сваќаш. Зиваме stroke, едноставен начин за правење букви, седни и направи ги. Се имаш една буква. Оваа буква ти е основната ширина и висина за сите останати букви што ги имаш натака. Значи, сега да направиме да изгледа уште боле. Уште одма ќе фатам, ќе направам овој простор тука, ќе го аплицирам на крајот од буквата и сега идеме
J, U, Ф, К, И. Еве ми ја основата за сите други букви. И сега имаме буквата У. Сега Ф. Мислам дека Ф треба да биде и подолга као буква. Така, ако земеме да ги мериме, да, кога ќе ги ставиш сите на едно место, гледаш дека Ф излегува од границите. Така да. Ова е многу битно. Уште кога ќе почнеш со дизајн, секоја точка што не е потребна во дизајнот што го правиш, бриши. Сега, завршивме со буквите. Сега треба да им се направи малце fine tuning на сите. Значи, сега завршивме со буквите. Сега може да се направи малце fine tuning на се. Во овој стадиум веќе јас препочитам да ги искршам кривите, строковите да ги искршам, да ги направам објекти и да почнам да ги... Ама, тоа ќе го правиме на посебно, нели? Никогаш не го правиш на оригиналното, за да можеш да се вратиш назад да доработиш. Ги спојуваш со Pathfinder фино, лепо, поштено. Крапки ми се. Фото ми е чудно, ќе го преправам фото уште еднашка. Овие гледаш као со Ctrl Y, гледаш као ги извадив понадвор. Уствари треба се убаво внатре вака внесени, со тоа што фати ги сите гоце кога ги правиш, внеси ги внатре. Истото и од другата страна. Да кажеме дека е за 3 минути дизајн. Јувки, 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 сакаш јувки. Сакаш јувки, и сакаш јувки. И сакаш јувки, 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 јувки. Кој сака јувки? Ти сакаш јувки. Јувки, 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 јувки. Јувки. Опа. Глуп. Ете. Ајде сега да тестираме. Кој сака јувки? Ти сакаш јувки. Јувки, 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 јувки. Па види, не изгледа лошо, ака да кажеш. Од прва. Душа да видам, еднаш го имам правено дизајнов оддамна. Не можев да го најдам фајлов нигде, затоа сега го правам од почеток. Кој си не у главата, си има у рацата. Сликата има сенка. Ако ја исечам сега со маската, нема да има сенка, така? Копи на сликата. Селектира со маската Ctrl 7. Ctrl F, paste in place, ја ставаш одоздолу. И сега имаш слика, и маска, и сенка, и се уедно имаш. Толку едноставно. И пак работиш у една боја само. Ама треба некој да ти каже, затоа сум ја тука. Like, share, subscribe. Ги спушташ надоле. Си играш. Да се чита Ј буквата убаво. И гледаш, има доле простор многу. Затоа правиш овака. Се игра, се чекај да пробам да направам нешто кое што треба. Сега, позадината дали сакам да е бела? Битно прашање. У случајов сакам да е бела позадината затоа што изгледа чисто асоцира на брашно, асоцира на друго, бриши тоа. И сега јас сакам да е у бела боја затоа што уствари реален клиент нема никогаш да прифати толку бела боја зашто нели е страшно тоа. Не искористен простор, леле, сум платил за дизајн, сакам све да биде полно. With all the respect, има некои добри клиенти кои што стварно си ја знаат работата и си поштуваат тоа што ги им даеш сработено, така да good for you. Сега ќе гледаш малце чат, јеби га брат, тоа е кога се работи у домашни услови, се пуши цигари. Тоа е предноста на фриленсингот. Бојата, од прилика да му евам матер, да му евам се. Ова е најблиската боја до тоа што би било за јувка. Ајде добро. На крај крајава, знаеш што, мислам, правиме дизајн, гледаш колку време нема, ни пола саат не е пројден од како се работи дизајнов, така да у пола саат ова е само почеток начнување на тоа што би било рецимо финален продукт, финален дизајн. Не може туку така да биде, нели, направено да очекуваш за пола саат дека ќе имаш добар дизајн. Чекај бе, што? Гледаш, и си приметуваш грешки сам на себе, и си пцуеш мајка, и после крив не знам кој. Ама за тоа увек имаш простор да се поправиш и да исправиш стварите. Ова тука не ми се допаѓа.
многу е темно, да дојдеме до ова. А после тоа ќе се средува, сега чисто само за да можам да го гледам кој што треба. Но нели внатре мора да има сенка, тоа е факт. Го центрираме сега искршен текстот, зашто кога е текст има од страна простор и го правиме од крај до крај, од крај до крај. Ете го, домашни јувки 500 грама. Сега, предна страна е таа, задна страна ќе ја направиме во бојата која што ја имаме, multiply, и го имаме пак дизајнот, гледаш? И ова кругче, значи овојдел тука од дизајнот, ова поклопецов е зборот, и ова ќе го направиме портокалово да биде, така, и на ова може да му го ставиме сега. Не се гледа во дизајнот, но убаво е да си го имаш ти као концепт веќе смислено, зашто во моментов работиме на мокап, според мокапот не може да биде, нема кај да се залепи, да се примени дизајнот, така да го ставаме само тука, но ова го правам сега, затоа што овој круг треба да го пренесам тука, во овој дел, горната половина ја бришеме, го правиме одозгора, и тука. Сега доаѓа моментот да видиме што сме направиле, поточно како ќе изгледа тоа на реална кутија, поточно на симулација на кутија. Нели, мокап е симулација. Еве го моментов, ова за отварање и сега кога ќе се отвори отварајкава, тоест поклопецот, тоа ќе се гледа. Сега малце поголемо направено, искрено моментов не ми смета. Се работело во вистински димензии, ќе имаш точни димензии, ќе знаеш каде да го ставиш. Ете како изгледа. Сега веќе имаме дизајн направен во две бои според брифот од клиентот. Нешто модерно, зашто јувка како јувка е бормен стаѓатели или како и да се вика. А кеса ти стои негде у некој орман таму стаено и ја забораваш, нели? Ова веќе може да стои и на полица, на шанкче, значи може да се пофалиш дека имаш нешто модерно ти дома, разбира. Мене вака за пола саат работа ми се допаѓа, кога ќе се фати да се работи сериозно дизајнот. Веќе ќе има точни димензии, значи овој кругов што е тука ќе изгледа боле, тачнот ќе биде затворен само таму. Сенкава тука ќе се досреди, ќе се посреди кој што треба. Битно основата дека имаме ние предна страна и задна страна решени, значи знаеме како сакаме да изгледа тоа, за мене е апсолут win у моментот. Друго не знам што да ти кажам, добра работа завршивме, се надевам научи нешто ново, ти како дизајнер и ти како клиент. Ако ти се допаѓа видеото, лайк, ако многу поише ти се допаѓа, шер, ако ти се свиѓа, subscribe, ако сите три, 5 евра на Patreon. Дички, фала ви многу што седевте со мене, малце подолго видео, но малце повеќе работа, пропратено со зборење, се надевам уживавте, пишете коментар, се што ви интересира, не заборавајте, правиме портфолио ревју, пратете ми портфолија, ќе збориме и за портфолијата и тоа е тоа. Дечки, секое добро, се најдобро, се слушаме, се гледаме, чао!